Еви, официјално да ве поздравам. Добро дојдовте на промоцијата на Филозофска трибина број 34 во името на издавачот Филозофското друштво на Македонија. Најпрвен со благодарности се почва обично на вакви нешта. Првин благодарност на вас присутните што издвоивте време во вака мал, импозантен мал број да се најдеме, меѓутоа да зборуваме за многу важни нешта, за што ќе се погрижи нашиот вечерешен промотор, колешката Душица Димитровска. Потоа секако на оние кои што придонесоа за излегувањето на овој број, авторите, сите соработници во бројот, редакцијата секако е неизбежна. Тука мислам дека речиси нема никој од редакцијата, меѓутоа има автори. И на крај нашите домакини, Културно-филмскиот центар Скопје и нашиот колега Тони Димитров, кој што љубозно ни го отстапи овој простор за еден ваков убав настан. Ќе дадам збор на Душица, но претходно, како секој добар домаќин, неколку убави зборови за представување на промоторот. Иако не треба посебно околу тоа да се става акцентот е на самото списание и оно што се промовира, но секој пат е убаво да се слушнат и добри заслужени зборови. Да, со Душица се знаеме 20 години. Од првата соработка ја имавме со преводот на Бул. Јас тогаш работев во Азбуки и таа беше преведувач на математичка анализа на логиката од Џорџ Бул. Тогаш прв пат се запознавме, после тоа тргнавме по различни патишта, но јас ја следев, и можам да кажам дека имаме компетентен говорник вечерва, затоа што незиниот интерес е широк, опфаќа различни подрашја од родови византолошки студии во институтот, па потоа и универзитетот Евробалкан. Исто така и со уредничка работа поврзана со идентитети, познато списанија од овие области. Поднасловот му беше списание за политика, род и култура. Мислам дека уште излегува или не? Не. Значи, мислам дека барем 10 години беше уредник или ко-уредник на тоа списание. Значи, тоа е филозофски интерес, кој што е различен, меѓутоа исто така има еден друг важен и за списанието, и за компетенцијата, тоа е она што го споменав, преведувачката дејност. Има повеќе преводи, освен Бул, тука има и преводи од значајни дела, поврзани со теми од родови прашања, потоа од нешто во филозофија на религија, преводи поврзани со филозофија и религија во Пелагонитисен, каде што има своји текстови. И за филозофска трибина, да. Но и уште една нешто кој што мислам дека е важно за нашиот вечерашен промотор, тоа е една поврзана со уметноста, би го рекол. Таа е еден од попознатите графички дизајнери, илустратори во нашиот град. И имавме тази еден сега за пофалба соработка во однос на проектот Софија, односно еден Еразмус Плюс проект во кој што таа соработуваше во изработката на дизајн за еден од дидактичките материјали кои што ги правевме. Мислам дека е доволно, Душица. Да, ти го отстапувам микрофонот. Повели. Малку ми е низгодно на микрофон, ако не звучам добро, кажете ми, ве молам. Очеков дека ќе зборам така само. Фала што. Добре, вака добро. Да.
ми припадна ете честа да го промовирам овој број и кога стигна поканата, односно кога ја прифатив, не знаев дека ова ќе ми причинува толкава радост. И ќе ви кажам и зошто се надевам во текот на излагањето, ќе се каже само ако не ќе ви кажам на крај што е причината за радоста. 34 број на филозофска трибина на 250 страници со сите познати и сакани рубрики што ги има. На прв поглед кога ја видов содржината, ми се чинеше дека е дури трик на уредникот самата содржина да биде некој вид лекција по филозофија, како триаголник да оди од најтемелното до најспецијализираното, така да кажам. Или како круг да се од најтемелното повторно до најтемелното кај приказот на книгата. Ама тоа се мои впечатоци, веројатно моите впечатоци ќе бидат перспективата низ која ќе го представам овој број, ама нема да ми замерите, затоа што нели ние филозофите гледаме да најдеме системи кај што има хаос и обратно, да воспоставиме систем некогаш. Вообичаените рубрики на брзина ќе ги представам, а потоа ќе зборам колку можам поконцизно за секој текстовите, зашто стварно секој заслужува барем неколку реченици. Прва е рубриката, нели, клучната авторски текстови, тука има 6 авторски текста во овој број. Потоа следи рубриката преводи, со 2 преводи, еден од германски јазик, еден од англиски. Потоа, мојот омилен дел, студентски форум, каде што овој пат имаме 3 текста од не студенти, ама младата генерација филозофи. И извонреден дел овој пат во овој број. Многу ми е мило што ми се падна токму овој број да го промовирам. Прикази на книги, за тоа исто ќе обрнеме внимание. И на крај, за особена пофалба, активностите што се организираат на тема филозофија или со некои филозофски примеси, така да кажам. Кус приказ на неколку активности, еден подолг приказ на филозофскиот филмски фестивал. Тоа вака генерално, како скица. А сега идем по еден текстовите. Си зедов за право и ќе продолжам така. Моите впечатоци ќе ја водат структурата, нели, во представувањето. Во авторските текстови, кои се 6 на број, додека ги читав, ми се повторно помислев дека е можеби некоја уредничка сугестија или уреднички трик, можеби и не е, но мене ми се чини дека 6 текста можат да се представуваат 2 по 2, како да се во двојки наредени. И сега тоа на прв поглед не изгледа така, ама ќе ви кажам и зашто мислам, па вие ќе процените дали тоа има смисла, мојата перспектива. Првиот текст е најфундаменталниот на професорот Мирко Ѓошевски. Ние што имавме привилегија да студираме филозофија, додека професорот ги држеше фундаменталните 2 предмети, знаеме како изгледа предавањето и колку тоа беше дидактички совршено, колку беше методички безпрекорно и колку беше информативно и подкрепено, документирано. Таа истата перспектива, значи истиот тон таков, што го познаваме толку добро, го има и овој текст и нормално исто така е фундаментален во смисла на проблематиката што обработува. Меѓутоа, овие 2 предмети уште тогаш, како млади студенти, свативме, а сега уште повеќе од тогаш, како што се развиваат, нели, науките, дека за разлика од, например, етика или естетика, па дури и логика, овие 2 предмети се секогаш под стрес, под надзор на науките што се развиваат. И секогаш мора да бидат современи, секогаш мора да бидат во трка со научните достигнувања, например гносеологијата, со филозофија на умот, со невронауката точно, онтологијата секако со физиката, со квантните, истражување и така натаму. И во таа смисла, текстот на професорот Ѓошевски е и тоа како современ, затоа што токму таа перспектива ми се чини дека истакнува и ја дава како повод воопшто за, ајде така да кажам, реафирмирање на диалектичкиот метод. Ако сум во право, професоре, така го разбирам текстот. Првата забелешка е, практично текстот почнува со тоа дека свесни сме дека диалектичкиот метод неизбежно е исторка на страна, особено ние од овие подрачја сметавме на диалектиката и на диалектичкиот метод како на декларирана
нели методолошка постапка што ќе не служи за секојаш и секаде. Меѓутоа еве првата констатација во текстот е дека истуркане на страна дијалектичкиот метод од еден многу поприменлив и метод што има понепосредна видлива ефикасност, го нарековте професоре аналитичко логички метод, односно методот што раѓа веднаш непосредни ефекти во науките и што се подпира на Аристотелова логика во принцип на трите принципи на идентитет, на исклучен трет и на апсолутна негација. Сега тоа е се во ред и така и треба да биде се додека дава ефекти, меѓутоа и ова особено ми се допаѓа затоа што е комплетно бергсонијански, иако вие имате сосема друга овако позадина во текстот, дека тој метод раѓа непосредни резултати, исто како што разумот служи за да преживееме, меѓутоа мора да ги изолира елементите, мора да ги изолира предметите на истражување, заради тоа што само така може да ги обработи и да ги примени. И во таа смисла добиваме дискретни, изолирани, поединечни предмети, а не континуитет или врски. И во таа смисла дијалектичкиот метод треба да биде дополнување на тој аналитичко логички, кој е функционален и секако е дека е првиот избор на науката. Тоа би било прилика заклучокот на текстот. Нормално тука имаме, како што секогаш имаме текстовите на професорот Гјошевски, темелен историски приказ на развојот на дијалектиката, анализа на поимот и така натаму, меѓутоа овде немаме време да навлегуваме, а впрочем ќе си читат. Вториот текст на прв поглед, значи двојката од вториот од двојката, на прв поглед е комплетно различен, не само да кажем идеолошки, туку и воопшто проблемски. Сосема поинаку пристапува, освен што предмет му е теоријата на познанието, односно повторно епистемолошки прашања. Тој е текстот на Трајче Стојанов кој носи наслов Соборно познание, локус на гносологијата и онтологијата. Ова текстот зборува за, односно се подпира на руската религиска традиција. Зборува за познавателниот субјект во рамки на еден концепт, на една, така да кажам, филозофска консталација, наследена од православната гносологија, односно од византиската филозофија. И сега, зошто е ова тука релевантно? Како тоа Трајче Стојанов смета дека ние треба да имаме предвид една таква, така да кажам, обскурна, затворена гносолошка позиција, тоа го образложува на сличен начин како што професорот аргументира во прилог на дијалектичкиот метод. Имено, без да навлегувам сега во образложување на византиска теорија на познание, само ќе кажам дека соборното познание, односно синтагмата што тој ја одбира да биде, меѓу многу други како опции, да биде таа што ќе ја користи, е начин на познание кој ги овозможува врските. Изворно во византиската филозофија или во религиската филозофија, руската религиска филозофија, актот на познание не е изолиран, туку е акт на синергија, односно на размена на енергија меѓу објектот и субјектот, и тука се губат тие граници. Практично гносолошкиот акт е онтологизирање на познавателниот субјект. Во таа смисла онтологија, гносологија, антропологија се испреплетуваат и тоа навидум не може да се примени во секојдневниот живот или во научното истражување, но авторот Трајче Стојанов смета дека тоа може тоа како да се искористи како дополнување на некој си друг научен метод, со тоа што например во современите антрополошки и социолошки концепции и тоа како може да се смета на некаква соборност поради отколку на неизолиран субјект и дека тоа ќе придонесе на за подобар квалитет на познанието. Ете зашто мислам дека овие два можат да додат во пакет, затоа што поентата колку и да е различна, контекстот колку и да е различен, поентата е слична. Значи соборност или врски, дијалектика наспрот изолиран објект или субјект. Следните два текстови што дадат во двојка, дури не морам да образложам зошто се во двојка,
Тој е текстот на Марија Тодоровска, неколку примери на филозофско-теолошка употреба на приказната за чуварите во книгата на Енох, и текстот на Александар Стаматов, нашиот задграничен колега, кој е многу присутен во нашето поднебје цело време, како да е овде, дури повеќе од колку кога беше, од неговата специјалност патот на Лаоце низ историјата, филозофијата и старите текстови. И зашто велам дека овие се слични? Затоа што овие два текста се, мене барем изгледа, пример како треба да изгледа филозофско секојдневие на еден истражувач. Значи, ова се практично сериозни белешки за понатамошна употреба. Документирани, сериозни, образложени, меѓутоа се однесуваат на специјална, на многу конкретна проблематика. Например, Марија Тодоровска, генерално, односно, ако скратиме и сумираме зашто се однесува текстот, може да се каже дека текстот се однесува на потеклото на злото во светот. Меѓутоа, начинот на кој таа го представува проблемот, односно го образложува, го анализира проблемот, е преку анализа на два изворни текста. Едниот е книгата на Енох од Стариот Завет, а другата е од јудејската традиција, книгата на Јубилеите. Така беше. Се потрудив да го запомнам. Во тие два текста на различен начин се спомнува една иста легенда, една иста приказна, според која немирите, злото и воопшто, како да кажам, се што може да се нарече интересно во светот, настанало благодарение на интервенција на надчовечки, надсветовни суштества, односно според двата текста, тоа се најнискиот ред од ангелите, кои слегле меѓу луѓето, ги испомешале работите, им помогнале да стекнат вештини, меѓутоа, како последица оставиле неред, кој понатаму бил казнет со казна Божја, уништување на светот, потоп и така натаму. Актот на слегување, кој треба да биде казнет, во една белешка тука која можеше да се пропушти, среќа што не ја пропуштив со несовесно читање, на авторката е образложена како, значи, трансгресијата е всушност не во нерадот што е создаден, туку во пречекрувањето на онтолошките рамништа. И тоа е многу добра поента, особено заради тоа што истите текстови што понатаму ги користи како во интерпретацијата на овие два текста, сугерираат дека заедно со неволите и злото, со слегувањето на ангелите на земјата меѓу луѓето се слегла и филозофијата. Значи, изворот на злото, изворот на филозофијата е истиот. Како и да е, значи, амбициите на текстот не се да не знам, да промовира некоја од интерпретациите, туку да ги представи чисто како можна лепеза на можни интерпретации на тие две. Таа користи два необични извори на толкување, на интерпретација. Едниот се вика дури исмевање на филозофите, а другиот од Свети Кирил Александриски, 8-та хомилија, која исто е со проблематично авторство за тоа псевдо Кирил. Како и да е, значи, имаме вака натацна неколку можни интерпретации на тие два текста. Нам ни е важна исто филозофијата, ете, како да знаеме како дошла до нас. Вториот ваков текст, значи текстот на Александар Стаматов, е од областа на неговата субспециализација, значи кинеската филозофија, и главната тема практично станува збор за историчноста на ликот на Лаоце. Споредува разни извори, се обидуваат да го најде кој е човекот, дали е именуван правилно, како се формирало името, кој е историски, дали се среќава со Конфуци и така натаму. И исто така да ја истражи, така да кажам, историчноста и авторството на најпознатата таоистичка книга, Тао Те Чинг, која му се припишува на Лаоце, и текстот во принцип ги проблематизира сите тие постулати, предпоставки и историчноста, личноста на Лаоце и самиот текст, за кој во заклучокот предпоставува дека не бил создаден изворно во целина, туку бил предмет на развој, односно дека стандардната верзија што сега ја имаме се развивала низ векови и никогаш не била во еден, така да кажам, документ зачуван. Остануваат уште два текста од авторските.
Ова се двата, така ќе ги наречам, необични текстови, затоа можам да ги поврзам врз основа на необичноста. Необични се на различен начин. Првиот е текстот на Пантелеј Кондратјук, екзистенцијалниот грч на битието, изразен со јазикот на филозофијата, а вториот е текстот на Бошко Караџов, филозофските основи на објективизмот на Айн Ренд. Ренд или Ранд. Првиот текст е необичен и стилски, и проблемски, и на секој можен начин. Не е многу лесен за читање. Се обидува преку анализа на филозофски идиоми или филозофски синтагми од различни, така да кажам, културни и филозофски позадини, да дојде до една иста тема, односно до директното соочување на човекот со, тој и во наслов стои екзистенцијалниот грч, односно ужасот на смртта. Има до некаде есеистичка, не можам да му дадам жанр, далеко е од стандарден текст филозофски, меѓутоа носи тежината на филозофијата, особено со богатството на референци. А текстот на Бошко е необичен од друга, од вообичаената причина. Кога ќе видиме автор Бошко Караџов, знаеме дека е некој провокативен предмет на истражување и дека сигурно перспективата ќе биде поинаква од вообичаената. Значи Бошко Караџов овде го најшколски и најчесно се обидува да го изложи учењето на Айн Ренд, на нејзиниот објективизам, давајќи прво долга биографска белешка, понатаму дава исто еднакво долга белешка за нејзините книжевни овакви активности, за на крај да се обиде концизно и систематично да ја образложи нејзината филозофска позиција. Знаеме колку контроверзна е нејзината етика на себичноста или на егоизмот и знаеме дека се припишува главно на практично е Библија на конзервативизмот американски. Сега, нормално, имајќи го Бошко како автор, не дека се обидува да ја брани, меѓутоа се обидува честно да го изложи учењето, при тоа оставајќи место дека таа етика на егоизмот, која предпочита индивидуална, практична среќа пред секаков алтруизам и секакви општествени врски, например и оние небитни елементи на сочувство и на заедничарење, значи таа позиција се обидува да ја покаже како помалку монструозно, туку како некаква метаетичка позиција која овозможува функционални врски во општеството. Дава неколку причини зошто смета дека треба да се запознае македонската јавност со нејзиното дело, меѓу кои дека не го знаеме и дека нема преводи воопшто. И со тоа завршуваме со овој главниот дел на авторските текстови и следуваат преводите. Кај преводите една од радостите ми беше кога го видов преводот на класичниот текст на Еуген Финк во филозофијата на македонски јазик и тоа во извонреден превод на Трајче Серафимовски, многу почитлив од сите можни хрватски и српски со кои моравме да се бориме на факултет. Значи нема да навлегувам воопшто во приближување на овој текст, веројатно сте го читале, нема да го читате. И уште еден текст кој е интересен, за мене беше изненадување, текстот на Стивен Фридман во превод, како и секогаш извонреден на Ана Демишковска. Овој текст е некој вид некој хибрид, автобиографски филозофски хибрид. Интересен за читање се разбира, меѓутоа повторно како во текстот на Андреј, што за кратко ќе зборувам, на граница меѓу книжевност и филозофија, книжевност со филозофски елементи или филозофија во книжевен облик. Ете тоа се двата превода што ги имаме овде и сега имаме уште малку, меѓутоа не се помалку битни овие работи и се приближуваме и до главниот дел. Во студентскиот форум имаме 3 текста. Првиот е на Сара Котаска, која се занимава со категориите во учењата на Аристотел и на Кант.
Андреј Лазаревски се занимава со своите две дисциплини во кои се чувствува апсолутно комотно и удобно. Неговиот текст се вика интердискурзивниот и интердисциплинариот однос на филозофијата и книжевноста. И на крај имаме уште еден текст на Илија Вилјановски, кој се занимава со метафизичките прашања и позиции во филозофијата на медицината. И сега сите три се интересни на различен начин и сите три имаат еднаква тежина и различен пристап. Сара Котеска во текстот се обидува успешно, морам да кажам, да ги представи учењата за категориите на Аристотел и на Кант многу совесно, педантно и читливо и стручно, имајќи предвид колку е тоа тешка задача и за двајта мислители, особено и не само на Кант, и за Кант, и за Аристотел важи истото, значи еден убав чист преглед на учењето за категориите, при тоа давајќи една, мене ако ме прашате, прилично смела констатација дека Кант се надоврзува на Аристотел во развивањето на категориите, заради тоа што се подпира практично на таа некоја Аристотелова логика, која понатаму ја развива. Тоа до некаде држи, меѓутоа сепак сметам дека е смела теза. Заклучокот на текстот од прилика е дека повторно е интересно, затоа што наспроти ваквата темелна и педантна посветеност на овие двајца мислители на нивните категории, позицијата е практично пост-витгенштајновска. Односно, заклучокот би бил од прилика дека без оглед на што се однесуваат категориите, на кој облик на стварноста, сепак се во крајна линија лингвистички. Се разбира дека тоа е современ поглед, меѓутоа ме изненади по, така да кажам, класичноста на содржината на текстот. Текстот на Андреј нормално, како што кажав, комотно си плива во двете дисциплини, и во филозофија и во книжевност, и се обидува да ги воспостави, да ги сопостави, така да кажам, врските меѓу двете дисциплини. Предлага дека тоа може да се направи на две нивоа, значи на ниво на тема и на ниво на постапка, или можеме тоа да го преначиме на ниво на содржина и на ниво на форма. При тоа на нивото на содржина ги наоѓа сличностите, на ниво на форма наоѓа различности кои понатаму може да бидат плодни, затоа што се повеќе комплементарни отколку спротивни, и ги поздравуваме, нели, заедно со него сите хибридни облици во кои можеме, како што не советува, да избереме сами по своја волја на крај. И конечно, еден текст што мене лично многу ме изненади, веројатно заради тоа што не бил никогаш во доменот на моите размислувања, тоа е третиот текст од студентскиот форум, текстот на Илија Вилјановски, кој се обидува во прилично краток текст да ги представи метафизичките проблеми, извинете, ве молам, метафизичките проблеми во филозофијата на медицината. Значи, метафизички проблеми во филозофијата на медицината можат да бидат, и кој ќе се прочита текстот, всушност сваќаме дека тоа цело време сме го знаели, можеби сме си го поставувале како прашање, а никој вака не го дефинирал, како Илија во текстот. Значи, може да бидат прашањата на каузалитетот, односно, што се случува во телото кога се случуваат нештата, дали се тоа механички процеси или се тоа социјално-психолошки процеси, тоа што ги предизвикува нештата. Значи, каква е каузалноста, потоа каква е реалноста на болеста, например. Тоа би било на некој начин онтологија на болеста. Реална ли е болеста или не е реална? Дали е отсуство, например, или е присуство на нешто? И од тој тип прашања, тој паралелно изложува два светогледи, односно две перспективи кон овие прашања. Едниот е биомеханицистички, мислам дека се викаше, другиот е холистичкиот, и без да избира, без да предпочита еден или друг, ги изложува нивните одговори. Истото завршуваме со овој дел од практично со сите делови од овој карактер на восписанието. Во рубриката прикази овој пат имаме нешто извонредно важно. Тоа е приказот на книгата на професорката Јасмина Поповска,
авторка на приказот е Ана Димишковска. Двете нивоа се еднакво вредни, ми се чини, не само затоа што книгата е извонредна, уникатна, без преседан во нашата историја, на нашето филозофско поднебје, туку затоа што Ана Димишковска успева да ни покаже на кој начин е скапоцена книгата. Можеби ние како читатели би пренебрегнале некој дел, нешто од важните аспекти, меѓутоа овој приказ успева да не воведе секаде и да ни ја покаже вистинската тежина на овој потфат. Нема јас да ја прикажувам книгата, само сакам да кажам дека има два дела кои начално може да се наречат методолошки и содржински дел, и дека во двата дела има нешто што е апсолутно висок научен придонес кон македонската филозофска сцена. Во првиот дел, обработувајќи ги можните методолошки пристапи во историјата на филозофијата, која Ана ја нарекува метадисциплина со оглед на комплексноста на незината содржина и предизвиците методолошки што се поставуваат пред една таква дисциплина со кој професорката Јасмина Поповска се нафатила да се занимава. Значи, мноштвото можни методолошки пристапи се систематизирани на нов оригинален начин во првиот дел, а во вториот дел резултатите на тие методолошки исследувања се применети врз конкретна студија на случај, односно на проблемите на филозофијата на Платон. Во вториот дел, што исто така од буквално историска важност во нашето филозофско милје, е историјата на филозофијата како дисциплина применета врз македонската историја на филозофијата, односно врз учењата на тројца наши современи филозофи, кај сите сум имала чест да студирам, врз филозофијата на Платон. Значи, станува збор за професорката Вера Георгиева, за професорот Витомир Митовски и за професорот Ферид Мухич. И малку е да се каже дека не само со оваа книга, не само со приказот на Ана низ кој не воведува во книгата, туку и со овој број на списанието, на вистина можеме да сведочиме за една компактна, мала, ама многу жива филозофска сцена. И тоа ми беше причината за радоста кога го прочитав овој број, и затоа ви благодарам уште еднаш за приликата да колку можам да го презентирам. И фала ви за вниманието.